Колку треба? 3000 денари. 4000 денари. Дечко, ја бе побрзо, сега ќе ја да платам за тебе. Повели. Повели. Ала, ајде. Браво, Велјович. Ај, шо ме пуштија по ова Скопје, бе, види, ништо нема да снимам со камера, со ова, со ова. Шо е, бе? Па ајде, бе, шо, колку стана сат, бе, да. Добар ден. Добар ден. Извинете, да ве прашам, Да, дали повелете? сте вие Славчо Метео Да. прогнозирал? Да? Како еднаш не се погоди да прогнозата да ја потрефите како што треба? Шо ова фанеш, а? Пријатно. Пријатно. Пуши ова се. Ајде. Тоа е. Во право е женава, господ. Колега, кога почнуваме во живо, кога се вклучуваме? Да ми јават од речија за кратко. За кратко. Е па добро. Па вака сега, пошто јас мојот мозок го дадов на американците и баш и тоа како меморијата ми е слаба. Еве да ви прочитам нешто за моето мало количе. Што бе да ни прочиташ, што си зема карти? Па сега мозокот го дадов ке американците, што да правам? Добро. Слаба е меморијата, колега. Ајде. Ајде да видиме сега. Што можам да кажам вака. Ајде да ве насмеам. Моето мало количе Фичо, моите другари од мало го нарекуваат количето на Славчо од Метео. Бидејќи е најмало и најстаро, јас можам да кажам за мене. Употребата на моето количе понекогаш овозможува функционално извршување на моите обврски, ама и поевтино одошто користење на такси служба. Сега не е многу пријатно и сами откажувам, дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо повеќе од 25 години и е купено на старо. Моите другари велат дека кога ме гледаат со малото количе, дека е многу порационално и дека е многу поевтино да се има поголемо возило. Например, джип со 7 седишта од моето мало Фичо, бидејќи тогаш со едно возење ќе може повеќе мина да одат, да се вратат кога сакаат. И да не ми замерат, еве, јас не, например, знам дека и тоа е мој голем хендикеп, што со мене не можам да земам и багаж во моето мало Фичуле. Колега, Тоа сакав да го кажам. толку ли немаш мозок? Ич? Па ич бе, колега. Јас буквално целиот... Идеме во живо, колега? Да. Ајде. Па вака сега. Еве да кажеме сега што се кога станува збор за временската состојба во Македонија, еве полека завршува февруари месец, доаѓа март, април, доаѓа пролетта, па еве да кажеме за месеците март и април. Според она што можам да го кажам во моментов, тоа е дека променливото време ќе продолжи и во месеците март и април,
Со тоа значи дека очекуваме нешто почести врнежи во тие 2 месеци, што значи дека влажното време ќе продолжи во март и во април, но со тоа што повремено еве ќе има и вакви временски услови кога имаме многу повеќе сончеви периоди и надпросечно топло време.